Мини систем за селекција на отпадот во селата за трајно решение на палењето на непрописните депонии. Ова го предлагаат граѓанските активисти како почетна точка за справување со отпадот. Стојан Велков Трн, активист на Здрава Котлина и поранешен советник во Босилово од движењето Стигаје, вели дека лани во декември доставиле листа со можни решенија за жешките еколошки точки до сите струмички општини. Една од нив е пробно селектирање на отпадот во селата, како начин да се изгради посериозен систем во иднина. Тој предлага отпадот да се пресува и да се продава. На тој начин, и доколку самата депонија биде тампонирана и биде преградена со посебни прегради, ќе се пресмета за кој отпад, за посебен отпад, ќе се пресмета за кој отпад колку површина треба, плюс дополнително да се стават преси за секој посебен вид на отпад, дали за пластика, дали за метал или за градежниот шут за дробење и така натаму. Значи сето тоа да се тампонираат, да се преградат, да се направат посебни места кај што ќе се одлагаат за моментално одлагање и така ќе бидат поатрактивни за оние што откупуваат отпад. Велко вели дека само ако почне да се гледа отпадот како можност, а не како товар, сите поангажирано ќе се однесуваат кон него. Институциите затоа што ќе им носи пари, а граѓаните затоа што ќе живеат во почиста и поорганизирана средина. Загриженоста на граѓаните, на жителите на село Босилово е сосема оправдана затоа што кога таа депонија гори, буквално не само обичен чат, нели сите знаеме што има во депониите, целиот тој отпад што не е селектиран, а што може да се селектира и може да се некако пренасочи да не биде финален отпад, како општ отпад, целиот тој отпад гори. Депонијата кај Босилово гореше 4 дена минатата седмица. Во гасењето интервенираа пожарникари и вработените во комуналното претпријатие Огражден, но огнот упорно тлееше под отпадот. Општината тврди дека палењата се подметнати, зашто на терен излегоа и инспектори и полиција.